Извршниот одбор на КСС заседаваше минатата недела и донесе своји заклучоци во поглед со овие два предлог закони и денес имаме една пресконференција да ги изнесеме нашите гледишта и нашите ставови. Прво мораме да кажеме за законот за плати во јавниот сектор дека е крајно дискриминирачки, противуставен и дека е спротивен на конвенциите на Меѓународната организација на трудот, а тоа е 98 кој што е за слобода на здружување и колективно преговарање и конвенцијата 154 која што е за колективно договарање во јавниот сектор, кој што е нашето собрание ги има ратификувано и се обврзувачки за државата и за сите нас. Наместо да ни се дозволи колективното преговарање, како што беше и до сега, значи таа можност ни се одзима и се прави една контрола врз синдикатите и врз колективното преговарање, со што се загрозува и опстанокот на синдикалното организирање во јавниот сектор. Наместо согласување на платите, ние добиваме деградирање по сите основи со овие два нови предлог закони. Впрочем, за тоа зборуваше и Државната комисија за заштита од дискриминација, во делот на покачувањето на платите само во еден орган во државата, тоа е Министерството за финансии и можноста да се покачат платите само во Министерството. Јасно и недвосмислено кажаа дека е противуставно и дека е дискриминирачко и дека тоа може и било кој да го обжали на Уставен суд. Зашто? Затоа што таа одредба треба да важи за сите, а не само за Министерството. Ние тука како конфедерација го поздравуваме тој потек, да се покачат платите и да се усогласат, но истото треба да се направи во целиот јавен сектор. Што содржи овој закон за плати во јавниот сектор? Значи, содржи дека работодавецот, доколку нема пари за исплата на таа сума која што е предвидена, дека може со обичен акт да ни ги намали платите, во корелација со законот за работни односи, каде што до сега и во овој постоечки закон колективните договори важат се додека не се потпише нов колективен договор. Во законот се предвидува дека ќе важат само 2 години. Тоа значи дека целата борба на синдикатите во претходните 10-20 години се фрла во вода и она што го имаме стекнато право по коефициенти на сложеност на работно место, по стручност и образование, веќе нема да важи. И тоа се дава во рацете на неколку министри. Пред 200 нова беше и протоколот кој што го донесе Министерството за труд и социјална политика, каде што бараше од нас како синдикати сите колективни договори да бидат контролирани и од Министерството за финансии и тие да даваат виза дали можат да стапат во сила или не, значи министерот за финансии. Очигледно дека со овој закон ова одредба сака да се легализира и да се вметне во закон. Во законот за административни службеници зборевме минатата година април-мај, во согласност со законот за работни односи член 8 дека треба да се усогласат платите. Платите не беа усогласувани 4-5 години наназад. Со тоа се прекрши членот 8 од законот за минимална плата, каде што стриктно и децидно кажува и колективните договори и платите во јавниот сектор, значи платите општо во државата дека треба да се усогласат. Сега слушаме дека од министрите и од владата, тоа што го слушавме март-април, дека ќе се усогласат рано е месец септември, да поминат 6 месеци. Сега слушаме наеднаш дека таа одредба од тој закон не важи. Сега, за да тоа се стане, значи, и подоцна се донесе една одредба во законот за административни службеници, каде што се вметна една социјална категорија, а таа социјална категорија е минималната плата, и наместо суштината на законот да земаат во административните и јавните службеници плата по закон за образование и ниво, сега земаат по социјална категорија минимална плата, а бодовите за образование и ниво беа isfрлени. И сета оваа дивоградба и сета ова и цел овој обид за непочитување на законите
Сега, во согласно со овие два предлог закони, ги гледаме напишани, со што сакаат да ги легализираат сите овие дивоградби и да ги легализираат сите они и да се амнестираат од сите оние прекршувања на законите. Ова не води кон реформа во јавниот сектор. Ова води уште во поголемо деградирање на вработените во јавниот сектор, кршење на уставот, затоа што уставот вика дека сите имаме право на плата според заработеното. И ова води кон еден клиентелистички пристап на јавниот сектор во 21 век, каде што одредени категории на вработени кои што ќе бидат блиски до власта или партиите на власт ќе можат да земаат поголеми плати, а оние кои што се независни или со спротивни убедувања ќе можат да земаат помали плати. За вакви реформи не разговаравме пред 5-6 години, но очигледно дека некој во јавниот сектор решил дека треба да стави рака, да го одземе правото на преговарање, да ги уништи и постоечките колективни договори, да ги уништи правата стекнати на работниците кои што ги стекнале низ текот на годините и низ текот на годините, не само за оние грански колективни договори кои што паѓаат во очи на јавноста и на власта, туку и оние на ниво на работодавач, каде што ние еве како синдикат имаме подпишано на најразлични и многу колективни договори на ниво на работодавач, каде што ги уредуваме и платите и правата на вработените. Ова мислам дека треба некој да се свести и овие два закони да бидат повлечени во пред се законот за вработени за плати во јавниот сектор, за вработените во јавниот сектор и со една дискусија со синдикатите и со социјалните партнери да се донесе соодветно решение. Да, ние зборевме за овој закон претходно, па после некои други почаа да го зборат, но за овој закон за носење на еден ваков закон е потребно широк консензус и многу работа за да се усогласат сите колективни договори, коефициенти на сложеност и сите работни места во јавниот сектор, а за тоа треба да бидат вклучени сите чинители, а не еднострано да се стави на маса пресвршен чин и да се дебатира во јавноста која што очигледно е многу малце заинтересирана за ваквото деградирање и кршење на уставот.